На земја и врзана со лисици од замениците на шерифот на Лос Анџелес, Џоси Хуанг се слуша како вели дека е новинарка. 3 години по апсењето во септември 2020, полицискиот оддел на округот Лос Анџелес и одборот на директори се согласиле да ја платат на Хуанг оштета од $700,000 американски долари. Во истата година, како и случајот на Хуанг, Американската агенција за следење на слободата на печатот документирала близу 100 апсења и 632 напади врз новинари. Повеќето за време на протестите поради смртта на Џорџ Флојд. Ова е рекордна спогодба по десетици случаи на конфликт меѓу полицијата и печатот. Спогодбата сама по себе, $700,000 американски долари, представува реформа за која се надевам дека ќе ги одврати идните напади и апсења на други новинари, бидејќи мислам дека даночните обврзници не сакаат полицијата да ги злоупотребува новинарите. Личното видео на Хуанг го доловува моментот на нејзиното апсење. Додека полицајците иставаат лисици, Хуанг, која тогаш работела за локална станица, јасно, постојано се идентификува себе си нејзиниот медиум. Сепак, полицајците ја обвинија за обструкција. Биле потребни 3 години за непрофитната организација Комисија за новинари за слобода на печатот и адвокатите да направат спогодба и да побараат судот да го избрише обвинението од нејзиното досие. Тоа не е само вид на физичко насилство направено врз неа, туку насилство врз незиното име и незината професија, што го правеше целиот оддел за време и понастанот. Она што се истакнува во населбата на Хуанг се барањата за полицијата. Спогодбата бара брифинзи за тоа како да се постапува со новинарите за време на одредени патроли, вклучително и протести, а надзорниците да им дадат на замениците и персоналот писмени упатства за законите и политиките околу интеракцијата со медиумите. Сегашниот шериф на Лос Анџелес, Роберт Луна, го одби барањето за интервју. Неговиот оддел изјави дека гласот на Америка за темелна внатрешна истрага била преземена соодветна административна акција. И во имејл, одделот вели дека неговите политики за медиуми за време на граѓанските немири се дистрибуирани до персоналот, но спогодбата не бара промена на политиката. Хуанг се уште работи за станицата членка на NPR Лос Анџелес и се уште покрива протести. Репортерите треба да бидат очите и ушите на јавноста и да бидат способни да го покриваат спроведувањето на законот и да ги покриваат активностите за спроведување на законот, за јавноста да знае како работат нивните полициски сили. Таа вели дека никогаш нема да ја заборави задачата што доведе до нејзино апсење, но исто така додава дека спогодбата помага да се унапреди првиот амандман.